Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Бројките на нови лица со диабет секојдневно растат, а загрижувачки е што голем дел од нив се деца. Се одложи рушењето на куќата кое денеска требаше да се изврши за продолжување на булеварот Благоја Тоска во Тетово. Македонскиот филм Кајмак на Милчо Манчевски ќе биде прикажан и во Тетово и во Гостивар. Четиринесетти ноември се одбележува како светски ден за борба против диабетесот. Тетовското здружение алармира дека бројките на нови лица со диабет секојдневно растат, а загрижувачки е што голем дел од нив се деца. Дополнително проблем представува и тоа што во болничката аптека нема доволни количини инсулин за задоволување на потребите на пациентите. Пациентите со диабетес од Тетово се жалат дека во болничката аптека има недостаток на инсулин. Навели Пајазити од Тетово, кој 16 години е диабетичар, изминативе неколку и на инсулинска терапија. Овој месец му дале само едно пенкало, па морал да позајмува од други лица, за да ја продолжи терапијата. Во меѓувреме позајми од негде некоја пенкала за да се знајде и сум го намалил дозата, што не е препрашливо, да се намали бидејќи состојбата се влошува. И сега долгот не можем да го вратим, а овој месец побарав би дава само едно пенкало. Размислите, едно пенкало, а треба да примам 9 за месец. Овој месец не го реализирал електронскиот рецепт за инсулин ниту Душко Игневски, кој воедно и председател на Тетовското здружение на диабетичари. Тој вели дека поради зголемениот број на лица со шеќерна болест, проблемот е присутен речиси секој месец. Тасу горе-доле тасу месецот обавезно бар една недела да фалат барем еден или два тип. Од Министерството за здравство пак добивме одговор дека нема проблем со количините на инсулин. Од клиничката болница во Тетово информираат дека пациентите со диабетес се покриени со терапија согласно мислење на специјалист. Нема случај каде пациент не добил инсулинска терапија или да е вратен без да му биде дадена терапија. Во општина Тетово има повеќе од 10.000 лица со шеќерна болест, од кои над 4.000 возрастни лица и 120 деца се на инсулинска терапија. Од Здруженијето на диабетичари велат дека бројките се загрижувачки, особено оние на детски диабет. По податоците што ги имамо, што ги добијаме од ја што ги добијам информациите од инсулинска аптека, секој ден вика по 2-3 нови што ги давамо за инсулинска терапија. Значи тоа месечно му доаѓа може едно 2-30 пута после 12 месеци, тоа доаѓа голема бројка. Деца нарошито има доста загрижувачко, тачно. И доста пати сум го напомнал тоа и нарошито Тетово преднячи со голема бројка. На ниво на Република Македонија, Тетово и Струмица се едни од да речеме со големи бројки на детски диабет. Од Здруженијето велат дека се очекува бројките да се зголемуваат поради стилот на живот на граѓаните. За една недела треба да биде рушена последната куќа во рамки на активностите за продолжување на булеварот Благоја Тоска во Тетово. Општината му даде рок на семејството да се исели, а за надоместокот за експроприацијата се води судски спор. Се одложи рушењето на куќата која денеска требаше да се изврши во рамки на активностите за продолжување на булеварот Благоја Тоска во Тетово. По разговорите, локалните власти му дадоа рок од една недела на семејството да се исели. Од општината вела дека процесот на експроприација е завршен, а судскиот спор кој се води за определување на доместок продолжува. Парите се префрлени на наменската сметка на судот, пошто странката не сака да ги земе тие пари толку што е вредностата на местото. Во судот тече процедура, но само за одредување на сума. Местото каде објектот, експроприацијата е завршена. Значи, сите процедури во рамки на законот ние сме ги предвидели и сме ги земели сите пречки
ќе ги надминеме за да продолжи градежните работи таму за отварање на тој булевард. Денеска постигавме еден договор за кој даваме уште една недела за да се исели од таму, значи да ги земе лиштето таму на некој друг стан. Општината има најдено стан што ќе ги покрива сите трошоци за кирија, за оние да може таму да живеат, да се преселат додека да најдат некој друг објект за да се преселат за секогаш. Семејството бара поголема сума од понудената, но и дозвола за градба на нова куќа. Денеска за медиумите рекоа дека постигнале договор. Renda que die jaren net doet dat Liron simpel kat en dat doet na op een paar blir simi sei kasdan vestacinja en het bouwt plan in 3 matej. Куќата е последниот објект на трасата на која булеварот Благоја Тоска треба да продолжи во правец кон стамбениот блок 70, проект за растеретување на сообраќајот, кој граѓаните на Тетово го чекаат повеќе од 2 децении. Односите меѓу Северна Македонија и Албанија не биле никогаш подобри. Двете земји чекорат заедно на европскиот пат и заеднички со меѓусебна соработка се справуваат и со предизвиците од енергетската криза. Ова го потенцира премиерот Димитар Ковачевски и неговиот албански колега Еди Рама на заедничката меѓувладина седница која што се одржа денеска во Скопје. Денес ги надминуваме актуелните предизвици од глобалната економско-енергетска криза солидарно. Како рамноправни членки на НАТО и партнери на Соединетите Американски држави, во рамки на иницијативата Отворен Балкан, во рамки на Берлинскиот процес и низ напредувањето на билатералните односи. Денес ги поставуваме основите за тоа како ќе ги развиваме нашите две земји, додека заеднички чекориме на европскиот пат, за тоа како да ги направиме нашите држави подобро место за живење, да дадеме потврда дека посветено работиме, но и да дадеме надеж дека утре ќе биде подобро. Од оваа криза ќе излеземе заеднички, солидарно и никој нема да биде оставен сам. Многу е лесно да се зборува за минатото и за она што не разделува. Но да се зборува за развој, за еднината, за тоа како да се обезбеди дома европски стандарди живот, бара работа, бара посветеност, бара визија и бара лидерство. И ние тоа го имаме. И затоа сум убеден дека ќе успееме за сите граѓани на двете држави да обезбедиме поддршка за да ја пребродиме тешката зима и да дадеме ветување дека до година ќе биде подобро и малку полесно. За тие наши напори докази и денешната втора седница помеѓу владите на Република Северна Македонија и Република Албанија овде во Скопје, која што ја посветивме на конкретни решенија за актуелни прашања за граѓаните и за двете држави. Меѓувладената седница премалку заврши, пошто потпишавме повеќе меморандуми за унапредување на соработката во речиси сите области, секако со посебен фокус кон енергетиката, кон која што е свртено и вниманието на целиот свет. За да обезбедиме стабилна и одржливи извори на енергија, потпишавме меморандум за соработка во секторот на енергијата. Со ова создадовме рамка за подготовка и реализација на заеднички енергетски проекти, кои што главно се однесуваат на инфраструктурата за природен газ и за обновливи извори на енергија. Ние денес во идниот период имаме уникатна можност да ја придвижиме енергетската трансформација која што ја започнавме. Ние сме денеска се баш заедно по прв пат, ако не грешам, како држави кои преговараат, преговарачки земји за влез во ЕУ, после еден долг период и тежок период, каде среќата, судбината сакаше ние да се споиме во болка за љубов кон Европа и од рамнодушноста на Европа кон нас. Ние денес сме во една друга фаза која ќе биде, нема да биде лесна, но ќе биде нова фаза, која што потврдило конечно дека нашата земја треба да припаѓа во Соединетото европско семејство и ова потврда е благодарение на работата и резултатите и нашата посветеност и решителност за да се мажиме или венчаме со желба или без желба со нашиот партнер Европската Унија.
Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари во рамките на проектот ЕУ за тебе денеска во просториите на општината го пречека амбасадорот на Европската Унија, неговата екселенција Дейвид Гир. Посебна чест и задоволство денеска наш гост да биде ЕУ амбасадорот во Република Македонија, господинот Дейвид Гир. Заедно со амбасадорот имавме средба по мојот кабинет, потоа и со советниците на општина Гостивар. Констатиравме дека ја му се заблагодарив на амбасадорот за проектите кои што се реализирани во општина Гостивар последните 10 години, околу 4,8 милиони евра и околу 30 реализирани проекти. Се надевам и во иднина добивме информација дека ќе има и други проекти во кои што може да конкурираме како општина. Ние од денеска ќе имаме и контакт особа кој ќе биде нон-стоп во комуникација со канцеларијата на ЕУ во Скопје, се со цел да знаеме кога има одредени објави за да конкурираме со добри проекти. Исто така зборевме и за тоа што побрзо Македонија да биде дел од европското големото европско семејство. Се надевам дека во Гостивар нема да има такви проблеми, повеќето луѓе се согласуваат со ова. Ја му посакувам на амбасадорот и други успешни средби кои што ќе ги има денеска во нашиот град и ја поздравуваме иницијативата за оваа убава кампања ЕУ за вас. And basically I have a few messages that I want to share during the visit. Заедно со вас, со граѓаните, меѓутоа и со локалната власт, први да кажам дека пристапните преговори со вашата земја, со Република Северна Македонија се започнати, исто така и процесот на скрининг е започнат, така да целта на ова денешна посета е да ви објасниме вам на обичните граѓани што во пракса всушност значи самиот почеток на пристапните преговори, почетокот на скрининг процесот и кои чекори сме ги преземале до сега и кои чекори следуваат во иднина и исто така да имаме можност да споделиме размислување заедно со граѓаните, со општинските советници, меѓутоа и со така и со локалната власт. Треба сите да бидеме свесни дека одговорноста за имплементација на сите закони всушност кои што ќе бидат хармонизирани со стандардите на Европската Унија, всушност дека да е проценката дека околу 70% на сите закони кои што ќе бидат хармонизирани со европското право или со така нареченото аки паѓа врз плеките на локалната власт за понатамошно спроведување. И третата цел на денешнава посета е поддршката на Европската Унија во вашите напори на процесот на пристапување кон Европската Унија и да, навистина разговараме со градоначалникот во врска со тоа да се максимизираат значи апсорбцијата или искористувањето на финансиската помош на Европската Унија за реализација на различни проекти во оваа општина и се разбира дека не само тоа Европската Унија ќе биде покрај вас и во практичен контекст ќе ве придружува на вашиот пат кон пристапување на Европската Унија и третата цел е да дискутираме, да ве слушаме, меѓутоа исто така и да научиме од вас во врска со пристапниот процес. Во продолжение слушнете ги информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Денеска околу 7 часот и 50 минути со судска наредба полициски службеници на СВР Тетово привеле 29 годишен тетовец за издржување на затворска казна во казнено-поправната установа Тетово во Тетово, каде набргу бил испроведен. 30 годишен тетовец вчера во 17 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 16 часот и 30 минути пред неговиот дом во Тетово физички бил нападнат од неговиот сосед, исто така од Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер, околу 21 часот и 20 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 39 годишникот Тетовско село, кој претходно бил пријавен од неговата 37 годишна поранешна сопруга, дека физички ја нападнал и се заканувал со остар предмет. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка и против него ќе следува соодветен поднесок.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 45 минути на улица 109 во Тетово лишиле од слобода 30-годишен тетовец затоа што му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 17 часот и 15 минути 61-годишникот гостиварско Врањовце во СВР Тетово пријавил дека околу 16 часот пред неговиот дом физички бил нападнат од лице од соседно Врапчиште, а поради недоразбирање во врска со паркирано возило се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 47-годишничкот гостивар вчера вечер во 23 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека 2 часа пред тоа во населбата Циглана во близина на угостителски објект нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од друг малолетник. Се расчистува и документира случајот. Вкупно 207 возачи вчера добиле санкции за брзо возење во акциска контрола спроведена на поширокото тетовско гостиварско подрачје. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 9 до 16 часот на поширокото тетовско гостиварско подрачје спроведоа зајакната контрола за брзина со која се движат возилата, а во која вкупно биле изречени 207 мерки, 145 во тетовско и 65 во гостиварско. 100 од мерките се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина надвор од населено место. 7 возачи ја пречекориле дозволената брзина за над 70 км на час, а 25 до 70 км на час. Покрај ова, откриени и санкционирани се и 107 пречекорувања на брзината во населено место, од кои 3 за повеќе од 50 км на час. На возачите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои зависно од големината на пречекорувањето се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност. Со напомена дека на некои од нив им предстои и времено одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. При контролата исто така биле санкционирани и 17 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, дотолку повеќе што последниве денови на подрачјето присутни се магливи утра и вечери влажни коловози. И не само тоа, туку и дека брзината и годинава е најчеста причина за сообраќајни несреќи, посебно на оние со посериозни последици, односно со закинати или тешко повредени лица. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека од утре 15 ноември па се до 15 март 2023 година задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема, согласно одредбите утврдени во правилникот за задолжителна опрема на возилото за безбедно учество во сообраќајот на патиштата. Министерството за внатрешни работи ги информира граѓаните дека од утре 15 ноември до 15 март задолжително треба да поседуваат пропишана зимска опрема, согласно одредбите утврдени во правилникот за задолжителна опрема на возилото за безбедно учество во сообраќајот на патиштата. Апелираме до граѓаните да се придржуваме кон законската обврска за поседување на зимска опрема, бидејќи така овозможуваме непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на патиштата во зимски услови. Македонскиот филм Кајмак во режија на Милчо Манчевски после премиерата во среда во Скопје ќе биде прикажан и во други градови во Македонија, меѓу кои Тетово и Гостивар. Сакаш кајмаче? Много ето. На 16 ноември завтра во 20 часот овде на големата сцена на Македонската филхармонија ќе биде гала премиерата на Кајмак. Веднаш од следниот ден филмот има премиера во речиси 30 градови из цела Македонија, што е вистински куриозитет да може да го видат сите, вклучувајќи до и Скопје. Претходно филмот неодамна, како што го информирав, имаше светска премиера на филмскиот фестивал во Токио, каде присуствува режисерот Манчевски, продуцентот Јане Којкушев и актирките Сара Климовска и Јана Стојановска. Филмот помина извонредно таму. Манчевски одржа и мастер-клас
и има неколку Q&A разговори со публиката. Ние направивме напор Кајмак да игра во секое кино во цела Македонија, каде што за тоа имаше техничка можност. Значи, буквално секаде, каде што имаше мало проекторче, големо проекторче, вистински проектор како за на кино, таму ќе може да се погледне Кајмак. Од Скопје до Гевгелија, од Тетово Гостивар до Штип, Радовиш, Богданци, Свети Николе, Македонска Каменица, Прилеп, значи буквално во цела Македонија. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!